ете убави правнички денови се случуваат во Тиквешијата секоја година и тоа верувам дека ќе остане практика, се со цел да се направат прогреси во правото, а и да се инспирираат и младите да бидат дел од правото, да учат за правото, за да можат да се донесуваат правилни одлуки и во нашата држава и секако правилни закони. Продолжуваме понатаму, како што ви најавив на почетокот, денеска имаме прекрасни гостинки во нашето студио со кои ќе поразговараме на темата танцот, на темата пишаниот збор и се друго што имаат тие да ни кажат и да ни раскажат што прават во својот живот. Затоа ќе кажеме добро утро за нашите гостинки. Добре ни дојдовте во утро, а со нас е Весна Мартинова. И секако добро утро и Евгенија Кицева. Добро утро, Евгенија. Мило ми е што дојдовте во утрос и да поразговараме за сето она. Поводот беше и секако романот кој го напиша Весна. Трошка надеж. Меѓутоа нема да зборуваме сега одма за романот, ќе зборуваме малце за тоа што правите прво вие како млади девојки во вашето секојдневие, а потоа ќе дојдеме и до самиот танц, за самиот роман кој го напиша Весна ти, затоа што се некако е поврзано едно со друго од самото детство, сето она што ти го работиш како љубов, па и до романот. Точно така. Добро утро, јас сум Весна Мартинова, имам 15 години и пред да започнеме, јас би сакала да споделам една трошка надеж со вас. Добро. Односно, да ви подарам нешто символично, кое што ќе ви значи многу и се надевам во вашиот живот. Ти благодарам. Ете убав гест за еден млад човек, многу ти благодарам, значи многу ми се допаѓа и секако си ја добив и книгата твоја, што сигурна сум дека и ќе ја прочита. Ти благодарам уште еднашка. Ајде сега да започнеме. Имаш само 15 години, од дете си со танцот, сакаш да го танцуваш, ти е љубов, да речам, од мали нозе, имаш добиено многу награди, учествувано на многу надпревари. Ајде малку околу тоа како сето започна во твојот живот да се одвива, па после ќе дојдеме и до танцот, а и ќе поразговараме и со Евгенија секако. Јас сум, како што кажав, танчер, веќе 10 години, во Ден студио Старска Вадарци, со кој раководи Фросина Василев. Сето започна многу спонтано, уште на многу мала возраст, значи на 5 години започнав со танцот и до ден денес гори во мојата крв и постојано уште повеќе се разгорува. За мене тоа представува нешто каде што можам јас да се изразам и да го, односно го исполнувам мојот живот. Така. Играш латиноамерикански танци, значи тоа е нешто што бара многу труд, многу внимание, елеганција и сето тоа. Си учествувала на многу надпреварувања, сме се сретнувале, значи на тие надпреварувања, ве знам од помали со Евгенија и навистина сте добри во тоа што го работите. Еве ни донесе некои дипломи кои ги имаш добиено на различни надпревари во државава и надвор од неса. Гледам и некои трофеи ми донесе, тој мислам дека ти е најдраг затоа што ти е од учениците, со учениците во школото, така? Трофеот или од школото е? Од школото е, да. Како се случи тоа? Јас во 9-то оделение учев во основното општинско училиште Димката Ангелов Габерот и имавме формирано танцова група каде што јас бев ученик кореограф и на разни настани во училиштето ние бевме танцовата група која што го представува тој музички дел на училиштето и моите ученици, да не речам танчери кои што јас ги учев, ме наградија со најдобар кореограф на годината. Одлично. Така треба тоа да продолжи и во самиот тренд. Евгенија, еве ни дојде спремена, скоцкана како треба еден танчер да изгледа во латиноамерикански танци, нели носите посебни костими, затоа што нели тоа е ајде да речам некое правило каде што мора се да биде под конец костимот да биде одбран, штикли да се носат, нели оние сандалчиња кои се и tekako нели познати во латиноамериканските танци и секако правила во делот на коста. Ајде са ти
утрово немаше време 100% да се подготвиш, меѓутоа твојата улога денеска е во друго значење и ти си дел од секојдневието на Весна, затоа што сте другарки од деца, така? Да. И затоа што некако беше, да речам, малте не вклучена во приказната на промоцијата и на книгата. Меѓутоа, ајде за тебе, за танцот, нешто да ми кажеш, од кога, како, што ти се планови во иднина, па после тоа ќе разговараме и за книгата. Танцот за мене представува пасија која што се развива што најрана возраст. Цел живот играм и скоро цела деценија веќе сме заедно со Весна, че кориме по тој пат и секој ден се повеќе и повеќе се развива таа љубов, таа пасија. Многу помага тоа што ми е тренер Фросина Василев, бидејќи таа не представува само тренер за мене, туку и најдобар пријател. Така. Значи, таа ви го всади тоа, да речем, во душата, во срцето, а и секако и си го поседувате талентот и секој талент треба, јас би рекла, да се негува, за да се оди напред, али тоа се почува од мала возраст и никако откажување, нели? Изговори нема, мада што во денешно време се повеќе децата си бараат изговори, него ли да се посветат на нешто што може би во иднина и ќе го работат. Едната сте медицина, другата сте правник, учите за правници, тоест учиш ти Евгенија. Каде се гледаш себе си како еден правник, дали ќе продолжиш понатаму? Па би сакала да продолжам понатаму, но не како правник во смисла на адвокат, туку како правник во смисла на да ја заштитувам нашата држава, односно да продолжам на факултет за безбедност и најмногу се пронаоѓам во тоа. Така, меѓутоа, дали со танцот ќе продолжиш и понатаму? Дефинитивно, да. Дефинитивно. Значи, веќе има Фросина кој да ја наследува и кој да, нели, го шири сето тоа знаење околу латиноамериканските танци. Двете сте споени уште од деца, меѓутоа, ајде сега, Весна, да ми раскажеш ти како дојде до идејата да го напишеш романот Трошка надеж, затоа што колку што знам, во самиот роман ти веќе таму убаво објаснуваш за танцот и се. Ајде малку да ни доловиш, да ни раскажеш кој беше мотивот и зошто и што се можат да очекуваат читателите во твојата книга. Па знаете, ние живееме многу брзо, сето вака се случува многу брзо, значи ние не знаеме кој каде стигне и сето тоа беше како бура. И јас, таа бура мене ме предизвика да го напишам овој роман, затоа што знаеме, ни се случуваат и подеми, и падови на сите нас, но мора да постои некоја надеж која што ќе не подигне за да продолжиме понатаму во животот. Таа надеж во мојот роман е всушност танцот, кој што представува исто така пасија за мене и сите примери за живот се всушност внатре во романот се подкрепени со танцот. Значи ти преку танцот ја најде надежта, инспирацијата да продолжиш и кога имаш падови во животот и како танцот психолошки делува на секој еден од нас. Тоа го знам затоа што јас предавам танци и го знам многу добро. Значи тоа е нешто што те движи во животот и што ти дава мотив понатаму да продолжиш, затоа што кога танцуваш практички забораваш на се во моментот, меѓутоа си сепак присутен во моментот и си фокусиран на добрите работи, инспирацијата, психофизичкиот развој многу се развива преку танцот. Тоа го гледам и кај вас, затоа што веќе почнувате да станувате навистина зрели во делот на танцот и тоа многу ми се допаѓа, затоа што, како велат, кој танцува зло не мисли, меѓутоа и кој танцува знае точно каде оди во животот. Тоа мислам дека и вашиот ментор ви го има многу пати кажувано. Како се случи сега, промоција се случи на книгата, беше посетена, беше многу фино, убаво организирана, со тоа што не само што беше класична промоција, туку се случи да имаме и прикажување на самиот танц, каде што Евгенија имаше главната улога. Што представуваше Евгенија? Што сакавте да кажете на публиката? Значи, како што кажавме, дека всушност танцот е патокас на животот, патокас кој што Евгенија ја водеше. Евгенија беше главниот лик, всушност го глумеше главниот лик од романот. Таа успеа да го долови на таков начин, всушност преку нејзини животни подеми и падови да се пронајде во книгата,
а всушност да се истакне со танцот и начинот на кој што таа танцува е всушност тоа што јас го барав. Така, значи тоа што ти го бараше, Да. Евгенија го долови. Евгенија сама ли го изработи тоа сето во делот на танцувањето, таа кореографија, тој твој сценски настап, или ти помогна некој? Ми помогна мојот тренер Фросино Василев. Така, значи таа. Кажи ми ти од твој аспект, како дел од танчер кој имаше голема задача, како ти се снајде, како ти го доживеа и самиот главен лик во романот? Многу ми помогна мојата љубов кон танцот, бидејќи во самата книга е прикажана како таа љубов и таа пасија го води самиот лик, му помага низ секоја препрека што ја сретнува во текот на животот и многу се пронајде баш во тоа, бидејќи ја осеќам истата љубов која што ја осеќа Андреа во книгата за танцот. Така. Тоа е убаво, Андреа се вика Да, главниот лик. Зошто баш Андреа го одбра името? Андреа ми беше баш спонтано име, затоа што немав ниту една другарка која што се вика Андреа и сакав така да се вика Андреа. И што можам да кажам дека е интересно, како јас го изvedов романот, запознав другарка Андреа. И всушност можеби тоа било како да кажам, значење дека јас ќе запознам некој нова личност во мојот живот кој што ќе придонесе јас да се запознам всушност уште подобро со животот. Така. Одлично. Значи, али дали продолжуваме понатаму да пишуваме, како ти се плановите? Па продолжуваме секако. Ви очекува нешто ново, така што нема да откривам ништо. Можеби ќе има втор дел, можеби ќе има нешто ново, така што ќе видиме. Значи, се уште не си сигурна заради тоа што повторно имаш некоја бура во твоите размислувања. Да. Тоа е убаво, кога има бура, значи ќе се најде, нели, како велат, после дождот доаѓа сонцето, значи после бурата се расчистува се и се средува. Значи, јас верувам дека ќе бидеш успешна не само во танцот, него и во пишувањето, исто дека и Евгенија ќе продолжи понатаму да танцува, затоа што танцот е нешто што на вистина е многу значајно за секој еден млад човек, пред се психички, да си ја врати и самодовербата, да се чувствува убаво, да размислува на правилен начин и нормално и физички да биде активен. Сето тоа кога ќе го ставиш во едно, да речеме, спакување, изгледа на вистина убаво и редот и дисциплината и сето она што преку танцот се учи, креацијата, тоа да си ти и се останато. Јас ви благодарам што бевте дел од утро, што ни го разубавивте ова утро. Сигурна сум дека гледачите ќе ја побараат трошка надеж да ја прочитаат, особено младите девојки, и да уживаат во сето она и да се надоградуваат во животот.